По повеќе месечна работа и вложен труд по предметот роботика, учениците од основните и средните училишта од Кочани, кои што го сочинуваат тимот што учествуваше на меѓународниот надпревар на First Lego лигата во Белград, се вратија воодушевени и пресреќни, бидејќи го освоија првото место. Тие беа единствени и први учесници од Македонија на надпреварот и во конкуренција од 19 тима од Србија, токму нашите ученици беа најдобри. Менторите Гордан Анастасов и Роза Војновска цело време упорно работеа со учениците за изработка на проектот. Презадоволни се враќаме од меѓународниот надпревар во Србија, на кој што најавивме пред да отидеме, учествувавме прв пат тим од Македонија и се случи она што се случи и го освоивме првото место и директно пласирање на Адрија лигата. Позивница, таму импресиите беа чудесни, право да кажам дека надпреварувањето беше на многу високо ниво. Комисии кои што беа во оценувачи или судии беа реномирани професори од сите факултети од бившите југ простори, значи од Словенија, Хрватска, со еден збор како и они таму што кажа, на републичкото првенство во Србија победи тимот од Македонија. За нас е самото учество беше една незамислива мисија, а ние успеавме и јас најмногу се гордеам што успеав да и докажам на учениците дека вредат, дека не е само да учествуваме и да ја добија таа голема самодоверба која што и фалеше. Воедно сакам уште еднаш голема благодарност до Ротари клубот Кочани Виница, бидејќи без нивна помош ние не можевме да стигнеме ни да учествуваме, а не пак да ги постигнеме овие резултати кои што ги постигнавме. Значи целата финансиска поддршка е нивна и само нивна. За жал, други никој не ни излегува во пресрет. Темата на проектот на кочанските ученици е искористеноста, односно неискористеноста на геотермалните води. Учениците, презадоволни од постигнатите резултати, не го криеја воодушевувањето на одговорните на надпреварот. Еден дел од надпреварот беше изработување на проект во врска со водата и ние за тема ја одбравме неискористеноста на повратните води во фабриката Геотерма. Нашиот проект всушност вклучува градење, изработување бајпас на цевката, која што ги носи водите од оранжериите назад во подземјата и со тој бајпас дел од таа вода ќе оди во фарма за садење или односно тоа се базени за производство на алгата спирулина. Ние учествувавме во овој надпревар FLL Hydrodynamics и еден дел од овој надпревар беше Robot Demo. Значи, Robot Demo всушност се состоеше од една маса на која што имаше вкупно 19 мисии и која секоја мисија носи оно компоени колку што е тешка мисијата. И ние интересно беше тоа што од првинта имавме освоено малку поени на Robot Game, но после дури од 15-то место прерипнавме на второ место во Robot Game и тоа многу не усреќи и ни го подигна моралот. Проектот и патувањето финансиски целосно е поддржано од Ротари клубот Кочани Виница. Пред се сакам да упатам голема честитка за постигнатиот успех до Macbot Pioneers, тимот на Macbot Pioneers. Ова представува значи едно навистина големо достигнување во рамки на таква конкуренција и представува навистина еден голем подвиг и подлога за понатамошни успеси кои што навистина целиот тим оправдано ги докаже. Како Ротари клуб, една од целите на Ротари клуб е баш делување во насока на подобрување на условите на образовните услови на локално ниво и сакам со гордост да кажам дека постигнатиот резултат представува навистина еден голем подем и подлога за поддршка на вакви проекти во иднина. Сакам да напомнам дека целиот проект е целосно финансиран од страна на Ротари клуб Кочани Виница и ова е едноставно подлога и мотив да понатаму се поддржат вакви активности во иднина.
Инаку, со освоеното прво место, учениците обезбедија директен пласман за учество на следниот чекор на преварот, а тоа е Адрија Лигата на преварувањето, што ќе се одржи на 10 март во Република Словенија, каде што ќе учествуваат 9 најдобри клубови, од каде што првите 3 продолжуваат на Европско првенство. Фрст Лего лигата е меѓународен надпревар од светски рамки, лига која што на светско ниво има повеќе од 300.000 клуба и во која за сите ученици во светот правилата се исти, изработуваат исти мисии, сами си ги конструираат роботите, сами ги програмираат. Оваа година темата е хидродинамика.